Околу 30% од населението во земјава е со прекумерна тежина, додека околу 65% е недоволно исхрането. Дебелината воопшто не е добра за здравјето. Доктор Ирфан Ахмети, председател на научното друштво за дебелина ОБЕМ, вели дека високата телесна тежина е главна причина за кардиоваскуларни заболувања, мозочни и срцеви удари, диабетис тип 2 и неплодност. Ретко или воопшто не се препознава како диагноза. Во реалната клиничка пракса ние ги евидентираме последиците. Значи, никогаш не ја регистрираме дебелината како причина, него како последица. Хипертензија, да речеме, односно срцеви заболувања, односно и наши метаболни заболувања, секогаш забораваме да ја шифрираме дебелината како причина. Па затоа јас Директорот на Фондот за здравство Клековски рече дека ќе ги зголемат даноците на соковите со висока содржина на шеќер. Со ова, според него, целта не е само да се зголеми цената на производот за потрошувачите, туку и да се принудат индустриите за сокови да ги преформулираат рецептите со помалку шеќер. Нов предлог е воведување на ССБ данок или данок на засадени пијалаци. Односно новија пијалаци да се плаќа дополнителен данок спрема количината на шеќер во пијалокот. Зошто? Затоа што засадените пијалаци и џанк храната се еден од големите проблеми во контрола на тежината и нашите диети. Акеали од Светската здравствена организација вели дека дебелината е проблем на јавното здравје, бидејќи 6 од 10 возрастни се дебели, а 1 од 3 деца имаат проблеми со оптимално управување со телесната тежина. It is also important to think about other behavioral risk factors, smoking, alcohol use, and level of physical activity when we try to tackle obesity. A good journey ahead, and thank you for inviting me again, and we will support you in the work that you need to do. Денес е Светски ден и на дебелината. Министерството за здравство во соработка со Светската здравствена организација спроведува кампања со слоганот "Круг на поддршка за полесно слабење, не осудувајте, помогнете".